Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони емисија, која постои само за вас. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова шоу. А на денешното меню имаме многу интересен и многу вкусен ролат од говецко мелено месо, кое ќе го искомбинирам со млади печени компири и доматен сос. Идеална комбинација за убав и вкусен ручек. Гледајте не, почнуваме веднаш. Мојата омилена позиција во кујната на 4 сезони е токму оваа позиција исполнета со разни типови на месо. Вистински ја почитувам и ја сакам за тоа што месото е дел од нашето секојдневие, нели? На денешното мени имаме многу интересен и вкусен ролат од говецко месо. Бидете со нас, затоа што веднаш почнувам да ја правам припремата. Ролат со говецко месо, млади испечени компирчиња, сос од домати, кромит и прас. Идеална комбинација, веднаш почнувам. Денес на нашата трпеза носиме едно јадење што изгледа едноставно, а крие вистински празник на вкусови. Ролат од говецко месо, внимателно завиткан и печен до совршенство, со гарнир од млади компири и сос од печени домати, што сам по себе е цела приказна. Традиција со малку гламур, токму како што заслужува еден добар ручек. И како што кажав, веднаш почнувам да го спремам ролатот со говецко мелено месо. Морам да почнам од месото. Месото за ролат, говецкото, треба да биде 2 пати сомелено. Све ставете во вашиот миксер или пак рачно добро обработете да се соедини целата смеса, да не кажам, да не биде како паштета, меѓутоа да биде како 2 пати, 3 пати сомелено месото. Мојот миксер од Берлингер ќе ја направи работата идеално. Додека месото се меша, ќе ги додадам и останатите состојки и сето тоа убаво ќе се соедини: презла, јајце, сол и малце масло. Маслото ќе направи вистинска магија со тоа што ќе овозможи целата смеса да биде идеално елегантна додека ја печеме, и кога ќе ја испечеме веќе додавам бибер. И секако зачинот без кој ниту еден дом не може, дафинка, една рамна мала лажичка. Младите компири кои ќе ни бидат овој пат дел од гарнирот, ги ставив на тивко да се сварат полека со цел да го убрзаме процесот на термичка обработка. Меѓутоа, сега се обработуваат вака да се обарат за да омекнат, а потоа ќе ги испржиме во тавче или пак, ако сакате, можете да ги ставите во загреана рерна, намастени и посолени да се испечат. Ќе бидат секако многу убави и вкусни. А сосот од домати, одбрав различни домашни македонски домати и ги ставив да се испечат. А откога ќе се испечат, ќе ви покажам што треба да направите за да добиете одлично вкусен сос од домати. Прво ќе го ставам садот. Тука ќе го спуштам миксерот и на тивко ќе го оставам да си меша. За тоа време тавчето е загреано. Ќе додадам масло. И прво кромидот ќе го исецкам на месечинки и ќе го ставам на средна температура, убаво да се испржи, да ги пушти шекерите и да карамелизира. Тука е вкусот најубав кога кромидот ќе карамелизира. Кромидот го исецкав и сега ќе го ставам
да си се испржи, како што кажав, на средна температура. Додека кромидот се пржи, јас ќе го исецкам и празот и лукчето, кои ќе ги додадеме, откако кромидот ќе почне да карамелизира. Кромидот ќе го оставиме да се пржи, јас како што кажав, за тоа време ќе го исецкаме и празот. Кога исецкате поголема количина на праз, најдобро е да го исецкате и да го ставите во длабока ладна вода. Откако добро ќе го измиете празот во длабока вода, исецкајте го многу ситно. Лукчето исто така. Мене сецкањето воопшто не ми иде тешко, напротив, многу сакам да сецкам или да работам со ножеви кои се навистина оштри и квалитетни, како овој што е од Fortis или Prosumer програмата, што значи професионално за дома. Ги имате сите производи на нашата веб-продавница 4сезони.mk. Влезете, регистрирајте се и одберете, за тоа што готвењето ќе ви стане вистинско задоволство. Кромидот убаво почна да карамелизира. Месото е готово. Сега во кромидот ќе ги додадам празот и лукот. Исто така убаво да се издинстаат. И што малку се запржи празот и го почувствуваме мирисот на лукот, веднаш ќе додадеме малце сенф, малце ворчестер сос и малце густ крем од балзамиран оцет. Компирите се сварија, се обарија, омекна и ги стави во ледена вода, за да ја прекинам нивната термичка обработка, а после ќе ги испржам во тавче да добијат убава боја. Сега одам да ги земам доматите кои се печат, затоа што треба да го направам дели сосот. Мевцето е баш такво какво што сакав да биде. Сега, мене многу ми е лесно кога си имам ваков убав миксер, а зошто да не ви биде и вас лесно? Влезете на 4сезони.mk на нашата веб-продавница и ако сакате да си олесните работата, нарачете еден ваков преубав миксер кој нема нешто што не може да направи во кујната, верувајте. Месото е готово и кромидот убаво си карамелизираше. Сега ќе го додадам прво сенфот. Секогаш на средна температура карамелизирајте го кромидот, затоа што во спротивно ќе изгори и ќе почне да горчи, а тоа ќе го расипе и вкусот на ролатот што денеска ќе го направиме. Имаме и малце густ балзам. Одлично. Сега, доматите се испекоа. Од поголемите домати можете да извадите веднаш лушпата, гледате колку едноставно излегува, а од помалите оставете за тоа што секако сето ова оди во блендер, а после блендерот добро ќе ја процедиме за да биде елегантен и убав сосот. Жешко, многу жешко. Вака со се джусот што го пуштил, ќе треба да го ставиме во блендерот. Бидејќи е жешко, ќе морам да си помогнам. Вака, поголемите парченца ќе ги ставиме директно во блендерот.
Прво ќе го пуштиме сокот. Ете така. Ќе додадеме босилек. Кромидот убаво си карамелизира. Сега да го ставиме доматот што го испековме. Оставете го само неколку минути сето тоа добро да се соедини и добро да се испасира. Преку цедалка или преку сито ќе го процедиме и ќе го оставиме на среден оган полека да си крчка додека не ја добие потребната густина. Печени домати со отстранета лушпа, свеж босилек, малку сол, пипер, едноставен бленд кој носи магија, но тука не застануваме. Процеден за совршена мазност, па вратен на оган да се редуцира. До самиот миг кога густината ќе стане сјајна и кремаста, како откровение врз секој залак од месото. Доматниот сос ќе го оставам сега да си крчка, меѓутоа откако го процедив, сакам и да го пробам да видам на вкус каков е. Не достига шекер. Биберот се чувствува, солта ја имаме, ќе додадам уште малце од дафинка зачинот како дополнителен вкус. Сега ќе го измешам и ќе го оставам полека да си се редуцира додека не ја добиеме потребната густина. Треба да биде како пире густо, не како сос. Сега е како сос, а треба да биде како пире. Кромидот, бидејќи не ни треба маснотијата, ни треба само кромидот и празот, сега полека внимателно ќе го ставам во цедалка и во еден сат, додека јас го правам ролатот, убаво да се исцеди. Отлично. Ова ќе го оставам на страна. Сега веднаш ќе почнам со ролатот. Ќе сечам едно убаво парче. Ќе го стуткам. Дори може и да го навлажните со вода. Раширете го на работната површина. Земете го добро измешаното месо. Погледнете го колку добро е измешано. Тоа значи ќе биде соединето. Ако е многу крупно и ако не го измешаме како што треба, тогаш ролатот ќе се распадне, нема да има целина. Сега треба подеднакво да го нанесеме на хартијата за печење. Не брзајте, внимавајте, затоа што месото мора да биде идеално сегде по 1 сантиметар. Ете така. И сега што правиме? Многу внимателно, со помош на хартијата, ќе го преклопиме кромидот. Ќе ја трнеме хартијата и со прстите
многу нежно и внимателно месото ќе го ставиме на внатре. Повлечете и истата процедура, само што сега ќе ја користиме и хартијата за печење. Еве гледате и зашто ја навлажнив, затоа што многу поедноставно можеме да го обликуваме ролатот. Направете го истото и кога ќе дојдете до крајот, стиснете го малце месото и стенчете го, за да можеме убаво да го соединиме и да се залепи за месото. Всушност, целиот тој ролат треба да биде со иста дебелина. Откако ќе го стегнете убаво, завиткајте го и земете алуминиумска фолија. Сосот си крчка, како замириса кујнава. Истата процедура. Стегнете, измазнете, завиткајте. И направете го ова. Сега убаво навнатре со крајот на фолијата и ставете го во огноотпорно тавче 190 степени. Треба да биде загреана рерната или печката. Печете го 20 на минути, а потоа извадете ја фолијата и хартијата за печење. Може да го премачкате со доматен сос или со некој друг сос со цел да добие боја и вратете го внатре да се потпече. Ролатот со говецко месо е спремен. Откако ќе го испечете добро, извадете го и 10 на минути оставете го надвор да здивне, велат старите. За тоа време ставете тавче на оган, додајте масло и ставете ги компирите убаво да се испржат. Компирите ако се помали, нема потреба да ги сечете на половина, може да ги оставите и така цели, затоа што и така се навистина многу убави. Шубаво си се пржат. Прво, нежно обарени, па потоа пропржени на путер до златно крцкава кора. Младите компири се идеален контраст на мекоста на ролатот. Малку сол, малку свежи билки и готово. Шубаво си крчка. Обавезно со капак на средна температура, затоа што сосот, кога крчка, прска на сите страни. Подобро да го покриеме, отколку после 15 минути да чистиме. Штедете се, многу е важно, кога готвите да се штедите. Што и да испрлјате, веднаш исперете го и ставете го на страна. Така помалце работа ќе имате откако добро ќе се најадете, затоа што кога добро ќе се најадеме, ни паѓа прво притисокот, чекерот и нормално целата сила од нашето тело оди во желудникот за да ја свари храната и тогаш ја снемуваме енергијата. И замислете кога ќе се најадете да немате ништо за миење садови, него све да биде чисто. Па има ли поубаво од тоа? Нема. Сосот ќе го исклучам. Месото, како што кажав, го оставив малце на страна да здивне и сега еве го ролатот ќе го извадиме. Шубаво изгледа. Со ништо не го премачкав. Одлично, ми се допаѓа. Сега ќе сечеме вака неколку парчиња. Секое парче открива совршена внатрешност. Сочно месо, рамномерно испечено, со идеално запечатени ароми. Токму како што заслужува еден вистински говецки ролат. Ја морам и да пробам малце каков е вкусот. Ми се допаѓа. Супер. Компричињата се испржија.
Сосот е готов, месото изгледа прекрасно, ролатот. И сега се што треба да направам, ставам една убава лажица од томатниот сос и ќе го направам ова. Ќе додадеме 2 парчиња од ролатот. Ете така. Ќе изведам неколку компирчиња. Малце крупна сол. И тоа е тоа, драги мои. Едноставно, брзо, лесно, а сепак многу убаво изгледа и многу вкусно и колоритно, а вкусот на сето ова што е во чинијата, сите го знаеме, го сакаме и многу пати сме го јаделе. Затоа, уживајте и направете го ова за вашите најдраги дома. Ролатот е исечен. Сосот густ и треперлив. Компирите крцкави и мирисни. Едноставни состојки, а резултатот совршен круг на вкус, боја и текстура. Домашен ручек што заслужува место во секоја добра семејна приказна. Денешниот ролат е малку поразличен, меѓутоа верувајте, многу вкусен. Направете го некој убав викенд за вашата фамилија и вистински уживајте. И секако бидете чести на социјалните мрежи и на YouTube, затоа што таму ги има сите наши рилови што ги снимаме во емисијата и надвор од емисијата, меѓутоа ги има и сите емисии каде што ќе можете да се потсетите доколку нешто сте заборавиле како треба. Бидете со нас и утре, се гледаме, имајте и убава пријатна вечер.